163 дивоградби со записник се утврдени во источниот регион од страна на градежните инспектори. Најмногу од нив 70 се во Штип, а најмалку, односно само по една, има во Зрновци и Пехчево. Во останатите општини состојбата е следна: Кочани 30, Виница 28, Берово 12, Пробиштип 11, Делчево 5, Чешиново Облешево 5 и Македонска Каменица не е регистрирана ниту една дивоградба. Сепак, овој број ни далеку не ја прикажува реалната состојба, зашто дивоградби има повеќе од било кога, зашто првенствено од страна на граѓаните за виновници се посочуваат инспекторите. Од друга страна, инспектори во општините има малку или воопшто нема, и тие практично не можат истовремено да ја спроведат процедурата по закон, но и да го следат ентузијазмот со кој граѓаните се одлучуваат да инвестираат во дивоградби. За 2 дена дигат столбови, покриват се во темели од петокот до понеделникот, додека ми кажат дека е во темели на лице место е веќе покриена и исто. Што во ваква ситуација? Најпрвин, ние ги користивме сите можности да укатиме апел на граѓаните да бидат внимателни со оваа тема, бидејќи на вистина помина времето со сите закони каде што беше предвидена можна легализација и на вистина тоа е првин голем проблем за нив, бидејќи не постои законска можност да било каков објект бесправно изграден надвор од рокот кој е зададен биде легализиран на било кој начин. И од друга страна се соочуваат со огромни казнени проблеми. Прво ќе биде објектот срушен и втора работа се положени односно на санкции за кривична одговорност. Таму кај што инспектори има, можеби процедурата кога тогаш ќе започне и ќе заврши, но што со општините каде градежни инспектори воопшто нема. Треба да престои целосна промена на систематизацијата, затоа што една насушна потреба која што кај нас досега ја нема, тоа е немаме оделение за инспекцијски надзор и ни престои нова систематизација, и по таа нова систематизација ќе предвидиме нови работни места за да ги задоволиме потребите на општината. Овие проблеми не се од сега, но во меѓувреме и не се решаваат. Неколкуте досега постапки за легализација на дивоизградени објекти решија, но и донесоа низа проблеми. Она што клучно се очекуваше дека конечно ќе се стави крај на нелегалните градби, не се оствари, па работа за инспектори и проблеми за општините повторно има. Во меѓувреме има и повеќе незадоволство зашто во дивоградби и за по 1 евро влегоа и објекти кои ни случајно не требаше да поминат, а нелегализирани или преплатени останаа живеалишта на сиромашни и немокни семејства.